Мароко, Шпанија и Португалија, Швајцарија се последните две осмина финални двојки на светското првенство во Катар. Стигнавме до крај на осмина финалето. Ама како се ближи крајот на мундијалот, така станува поинтересно и понеизвестно. На Инстаграм имаше една објава каде што баравме предлози од вас, сугестии, што е добро, што е лошо во видеава, што да правиме во иднини и така натаму. Имаше доста интересни коментари. Да се стиши музиката на почеток. Прифатено, стишена е. Да се објавуваат видеата дента на одигрување на надпреварите. Уште размислуваме, ќе видиме. Имаше еден коментар, вика да продолжите и после светското првенство со видеа. Па нормално, не застануваме после светското првенство, продолжуваме и понатаму. Има видеа за најдобрите фудбалски лиги во Европа, за трансферите, за најинтересните надпревари, за дерби надпреварите. Ќе биде интересно, спремаме постојано нешто ново. Затоа следете не и пишувајте сугестии, предлози и така натаму. И секако, не заборавајте да притиснете subscribe и да кликнете на звончето. Прв меч за денес е Мароко, Шпанија. Колку само знаев дека Мароко ќе изненади во групата. Само не знаев дали ќе испадне Белгија или Хрватска од таа група. И тоа Мароко заврши како лидер во групата. Зиеш, Хакими, Ел Несри, Боуфал, Мазрауи, страшен тим имаат. Немој да мислите дека Шпанија е сигурна на овој меч. А Луис Енрике, како да го немаше гледано Мароко. Сите збора дека намерно изгубиле од Јапан. Значи, ако тепаше Шпанија, ќе беше прва во групата и место со Мароко ќе играше со Хрватска. Шпанците си водеа, па примија два брзи голови. И пазете, во исто време, Коста Рика прави пресврт со Германија и во тој момент Коста Рика и Јапонија беа патниците во следната фаза, да се чудиш. Леле, што се дешаваше, не можев да поверувам. Арно, ама Германија ја сврти брзо и Шпанија кулираше. Сега Луис Енрике на пресот после мечот изјави дека не го знал надпреварот од другиот меч и дека не изгубил намерно од Јапонија. И што мислите, ја зборува вистината? Видеово покажува нешто сосема друго. Коке од клупата добави информација дека Германија веќе води со 3-2 и нормално му кажува на Луис Енрике. Енрике Гарант вика топ, да си загубиме и да одиме на Мароко. Па нема да ви биде лесно. Секоја чест за Алваро Мората кој што постигна 9 гола на светските и европските првенства од 2016 година. Двојно повеќе од било кој фудбалер на Шпанија во тој период. Навивам за Мароко, ама ќе биде тешко. Можно е да има продолжение и мислам дека ќе биде 1-1. Ајде Мароко! Втор меч. Португалија, Швајцарија. Швајцарија си тепаше со Србија и си закажа меч со Португалија. Сигурен бев дека Србија има тим за да помине групна фаза. Сигурен. Ама колку лошо одигра, со една фотографија може да се опише наставот на Србија во Катар. Тоа е тоа. А на надпреварот Србија-Швајцарија беа покажени 11 жолти картони. Најмногу на светските првенства уште од 2010 година. Швајцарците одиграа колку што им требаше на сите три надпревари и тешко е да се каже во каква форма се, дали игра лошо или добро. Сега можеби треба да го видиме најдоброто од нив. Шакири повторно одигра одличен надпревар. Знаете кои фудбалери постигнале голови на секој од последните три светски првенства? Лионел Меси, Кристијано Роналдо и Джердан Шакири. Во какво друштво се најде Шакири? А Португалија загуби од Јужна Кореја во последниот меч, ама секако се беа први у групата. Се одмараа на тој надпревар. Но Роналдо нормално дека играше и стана првиот фудбалер со 100 шутеви кон противничкиот гол на светските првенства. 100 шута, бре! Ама Португалија покрај Роналдо има уште еден клучен фудбалер, а тоа не е Бруно Фернандеш, туку е Далот. Далот бил вклучен во 4 голови во неговите последни 3 настапи за Португалија. 2 гола, 2 асистенции. Или дава гол, или асистира. Ќе биде ова интересен меч, ќе има голема неизвестност. Ама мислам дека Португалија на крајот ќе победи. Јас навивам за Швајцарија на овој надпревар. Ама мислам дека Португалија ќе слави со 2-1. Со овие два надпревари го комплетираме осмина финалето на светското првенство во Катар. Следува мала пауза на мундијалот, ама ние не одмараме, продолжуваме со нови видеа. Во следното видео одиме со четвртфиналните надпревари. Следете не. Чао. Следете не.
Ćao! Следете не! Ćao! Следете не! Ćao!